13 ноември оваа година беа доделени 13 ноемвриските награди, а утринава имам чест и задоволство утринското кафе и утринскиот сок да ги испијам со еден од добитниците на 13 ноемвриската награда. Ѓорги Цуцковски е овогодинешниот добитник на наградата 13 ноември од областа на уметноста. Ѓорги, пред се честитки за ова престижно признание кое верувам дека ти е мило што заврши годинава во твои раце. Да, особена чест представува за еден уметник да добие вакво престижно признание. Може би многумина од моите колеги сметаат дека сум релативно млад за вакви признанија, но ако градот и државата го препознаваат мојот труд во областа на културата и уметноста, јас сум пресреќен за признанието. И сега интересно нешто, кога велиш, некој можеби ќе смета дека сум премногу млад, тоа веднаш ме асоцира на нештата дека во твојот живот работите некако на вистина од секогаш ти се случувале, како да било предодреден да се случуваат на рана возраст. Од 19 годишна возраст си солиста во Македонската опера и балет. Познато е дека ги заврши музичките студии со надпросечна оценка и многу рано имаше можност во твојот живот да застанеш и на раководни функции, да бидеш директор, уметнички селектор и притом многу успешно се носиш со тие предизвици, што значи дека годините не се секогаш репер за тоа колку сме зрели да одговориме на некои зададени функција со самото тоа и одговорност. Да, јас се сметам себе си за исклучително среќен уметник, пред се затоа што имав можност да учам кај најдобрите професори, имав можност да специализирам во Виена, имав среќа рано да дебитирам, имав среќа да станам уметнички директор и селектор, но исто така никогаш не го заборавив процесот на едукација и колку е важно еден уметник постојано да работи на себе и да се доусовршува. Другиот аспект на вашето прашање е тоа што јас како уметник одлучив да живеам и да работам во Република Македонија и за мене како македонец и уметник е навистина важно да дадам личен придонес за развој на културата, уметноста во општеството воопшто. Така што кога бев уметнички директор на Националната опера, кога бев селектор на Охридско лето, за мене освен што представуваше огромна чест, представуваше и огромна одговорност, затоа што ние како македонски уметници, освен афирмација на македонската уметност вон границите на нашата држава, сме должни да створиме нов кадар кој што еден ден ќе не замени на сцената, да створиме публика која што постојано ќе сака да доаѓа на нашите представи. Така што јас сум отворен за сите предизвици и навистина ми е драго што сум имал можност и што можеби во иднина ќе имам исто така можност да дадам личен придонес кон ова општество. Што е тајната на успехот, Ѓорги? Да се биде еден уметник со големо музичко-сценско искуство и на домашната сцена и на многу сцени ширум светот, подразбира и професионалност и посветеност и верувам една голема самодисциплина. Што е клучно за да се тераат сите овие обврски и при тоа да се запази тоа ниво на професионалност и да се најде таа магична нитка која уметниците мора да ја поседуваат и да ја негуваат во однос на публиката и музичко-сценските настапи, што не е лесно. Па јас сметам дека повеќе фактори се во прашање. Успехот е прашање на многу сегменти од типот на напорна работа, истрајност, пожртвуваност, љубов кон она што го работите, меѓутоа јас својата инспирација црпам во сопствената скромност во одредени моменти, во човеколюбието, во емпатијата и себе се сметам за исклучително среќен човек, затоа што сметам дека личната сопствената енергија која што ја насочувам кон креативност ја црпам од љубовта кон останатите луѓе. Така што јас уживам во запознавање на нови луѓе, во помагање на луѓе, во разговарање со луѓе и тоа е оној двигател кој што мене ме одржува во сопствената амбиција.
За вас оперските уметници велат дека е од исклучителна важност да го негувате гласот и техниката на пеење, но очигледно дека тоа е само дел од она што е неопходно да се прави. Што е со негувањето на самиот себе, на менталната хигиена, дисциплина, што се е потребно да се негува ни животот за да може една кариера да се развива по прогресивна линија? Па може би во мојот случај развојот на кариерата одеше побрзо од менталниот развој или духовноста, но еве веќе години наназад работам на своето подобрување, на чистење на духот, на една ментална катарза која што е неопходна за добар фокус и за смирен и добар професионален живот. Лично сум љубител на сауна, на пливање, на аеробни спортови од типот на пешачење во природа, на изолација понекогаш од луѓе, на фокусирање, на смирување на интензитетот на мислите, затоа што вие знаете дека нашата професија е навистина стресна и бара одличен фокус, максимална концентрација. Често сме изложени на непогоди од типот не се чувствувам добро, а морам да настапувам, болен сум и морам да настапувам, така што сето тоа има одредени последици по нашето ментално здравје и мислам дека живееме во модерни времења кога имаме многу експерти со кои што можеме да се советуваме и верувам во тоа дека ние сите како луѓе постојано треба да работиме на себе подобрување, така што се радувам на годините кои што престојат, затоа што сметам дека како стареам се чувствувам повеќе како вистински маж, како човек кој со подобри квалитети и се радувам на иднината. Да, доправа доаѓа зрелоста и периодот кога се уживаат сите тие плодови на зрелоста и тоа акумулирано искуство низ изминативе години. Колку е важен почетокот на денот за да биде денот убав, односно колку е важно утрото и кои утрински ритуали ги практикувате? Ова можеби ќе звучи смешно за вашите гледачи, но моите пријатели знаат дека јас најмногу ја љубам тишината, затоа што од дете сум изложен на многу музика и на многу слушање музика. Денес се бавам со истото, предавам на факултет, имам бројни студенти и постојано моите уши се претоварени. Така што моето идеално утро представува тишина, со убаво кафе, ако е времето сончево, тоа е исто така една одлична ментална стимулација за позитивна енергија, но како меланхоличен тип сум исто така љубител и на дождот, така што генерално секој утро ми е убаво, се додека е тивко, мирно, додека имам доволно време да се подготвам за обврските кои што следат. А ние како уметници, дури во средно училиште и на академија секаде во светот, не почнуваме со работа пред 11 часот, но не значи дека стануваме доцна. Стануваме многу порано за да може нашето тело да биде подготвено за репродуцирање на музика, така што секој утро го сакам, само да е тивко и да има добра кафе. И уште едно прашање за крај, Ѓурги, од каде најмногу ја црпете енергијата? Од моето семејство, од моите предци и од љубовта према татковината. Од дете сакам да се бавам со оперската уметност, при тоа немам ниту еден уметник во своето семејство, значи можеби интуитивно во најмала возраст сум препознал со што сакам да се бавам и знам дека тоа е мојата мисија. Чувствувам дека треба да дадам придонес за ово општество и работам на истото, мислам дека поголема мотивација од тоа не може да постои. Во едно ваше интервју пред неколку години стоеше наслов "Не чувствувам дека работам, затоа што го живеам својот сон". Дали е тоа се уште така, Ѓурги? Да, навистина не ми представува тешкотија мојата професија. Исто така и работата со студентите ме полни со задоволство, посебно со оние кои што многу напредуваат и кои што се радуваат на моите часови. И апропо вашето прашање, само ќе кажам дека моите студенти можат да ви потврдат дека работам во сабота, во недела, на празници. Секогаш кога некој има потреба од мојата професионална помош, сум расположен да претрчам и да излезам во пресред.
А пеењето се уште го чувствувам како моја најголема љубов и како хоби, така што да. Би се рекло дека оваа животна и професионална приказна е уште една потврда дека клучот на успехот и на добриот живот е кога човек има можност и привилегија да го работи тоа што го сака. Ви благодарам многу, тоа ми е идејата, тоа ми е најголемата идеја што ја пренесувам на моите студенти, дека ако се вредни и истрајни, ако вистина веруваат во себе и ако се понизни кон својот талент пред се и максимално посветено работат на својот талент, дека успехот е загарантиран. Георги, уште еднаш честитки за освоената награда, но и за сите досегашни успеси во богатото професионално портфолио. Ми беше чест и задоволство денов да го започнам со човек кој што зрачи со позитивна енергија, со професионалност и со љубов кон она што го прави и верувам дека таа убава и позитивна енергија пренесовме и на нашите гледачи. Ви благодарам за поканата, ми беше особено чест да бидам ваш гостин. Голем поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија и на сите им посакувам убав и пријатен ден. Благодарам ете во име и на нашите гледачи, а вие, драги наши, слушајте што почесто музика, следете ги представите концертите во опера и балет. Музиката секогаш го облагородува животот, а на тој начин ги поддржуваме и врвните уметници. Георги Цуцковски е само пример дека навистина имаме уметници од светски калибар во нашата убава Македонија. Ви посакувам убав остаток од денот, останете и понатаму со добро утро секој утро на Алфа.